Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во рамките на проектот Colors, Алијанса на европски универзитети, во кој што е членка и во кој што се реализира последниве година и пол, има активности кои што се преземаат во поглед на поврзување на универзитетот со заедницата. Во рамките на тие активности е и така наречената активност колабораториум или колапс, онака како што оригинално се нарекува, а тоа станува збор за збир на настани кои што се случуваат на универзитетот, активирајќи стручни лица, експерти во одредена област, кои што се повикани да ја разработат таа област, да ги истакнат проблемите со кои што се соочува заедницата и при тоа да се обратат до студентите барајќи од нив иновативни и креативни решенија за допрените проблеми. Станува збор за активност која што се случува во неколку етапи и во која што се вбројуваат поголем број на настани кои што се случуваат во еден одреден временски период. Имаме реализација на два колабови, едниот е на зелена транзиција, а другиот се однесува на храната. Во рамките на активностите кои што се случуваат деновиве на универзитетот, односно во студентскиот информативен центар како локација на Универзитетот Свети Климент Охридски, имаме случување на теоретско излагање на одредени на овие проблеми кои што на овие теми за кои што зборувам. Потоа има дебата, односно тркалезна маса на која што се повикани експерти кои што зборуваат за темите. После тоа има постер презентации како активност во која што се прикажуваат одредени проблеми во рамките на зададената тема, а исто така имаме и теоретски излагања од експерти, професори на одредени факултети кои што ја допираат темата за која што се зборува. Се размислува за тоа како можат ваквите проблеми кои што претходно се елаборирани во овие 2 дена да се најде некакво решение. Тука ги вклучуваме студентите. Студентите како млада сила која што се соочува со овие проблеми или ги чувствува последиците на ваквите проблеми, дава иновативни решенија под водство на ментори и некаде крајот на октомври месец очекуваме да се случи исто така во рамките на проектот да се случи хакатон на кој што студентите ќе ги елаборираат пронајдените, односно изумените решенија поврзани со проблемите кои што ќе бидат денеска отворени или прикажани дека треба да бидат решени. Климатските промени, глобализацијата и нефункционалните системи за храна генерираат огромни количини на отпад од храна, кои наметнуваат итна потреба од акција за справување со оваа состојба, затоа што неискористената храна не е во согласност со целите за одржлив развој, односно го загрозува опстанокот на нашата планета. Од тие причини со овој колабораториум на УКЛО сакаме да ја подигнеме свеста кај населението и чинителите воопшто во општеството, кои што можат да дадат позитивен ипак кон намалување на отпадот од храна и решавање на проблемите поврзани со системите за храна со цел воспоставување одржлив и здрав свет. Се трудиме да во соработка и со индустријата, но и се разбира вклучително со нашите студенти, да работиме на проекти кои што обезбедуваат креирање на иновативни продукти, каде што дел од овие отпадоци или нуспродукти од прехранбената индустрија ги трансформираме во употребливи суровини и со тоа додаваме нова вредност на произведената храна. Некои компании се имаат прилагодено и делуваат согласно принципите за одржлив развој, правилно го менаџираат отпадот и ги користат бенефитите што ги нуди овој пристап на работа, односно имаме индустрија која што во Македонија која што го користи отпадот, например, за производство на биогориво, други креираат нови рецептури на производи каде што дел од она што останува како нуспродукт од претходно производство го искористуваат во нов производ, така да сметам дека има простор да се уште да се работи, но секако нашите компании се трудат да одржат чекор и да бидат иновативни и креативни во овој дел. Чекорите, тоест зафатите, можат да бидат во било кој
елемент од многуте елементи кои што го сочинуваат системот за храна. Од примарните производители, земјоделците, фармерите, преку транспортот на храна, затоа што и таму може да се изгуби дел од храната, во маркетите, во рестораните. Тоа се места каде што може да депонираме отпад, а од друга страна може мудро да го искористиме.